Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Христос воскресе, навистина воскресна, да сте ни живи и здрави со семејството. Имам чест денеска на овој голем христијански празник. Мој гостин да биде господин Петар, митрополит Преспанско-Пелагонески, Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Христос воскресе. Вистина воскресе. Честит нека ни е празникот и за многу години. Владико, не можеше да се случи, нели, воскресението, еве да почнеме од почетокот, доколку ја немаше онаа седница на Христовите страданија, која што предходи на Великден, на вчерашниот, не бадијала најголемиот празник во христијанството. Да, всушност, Господ го создал човекот не е за умирање, туку за живот вечен и секако читаме во Светото писмо дека го поставил во рајот, земниот рај кој што се наоѓал во Месопотамија меѓу тие четирите реки и очигледно дека тие 40 дена според Свети Кесари, братот на Свети Григори Богослов, тој сушност вели дека 40 дена во рајот биле нашите прародители Адам и Ева и не одолеале да не сгрешат. Единствена заповед им била дадена да не јадат од забранетиот плод, ама ете, тие јаделе и како што вели Свети апостол Павле, Адам сгреши, јадеше и умре, а преку Адама и ние грешиме како негови потомци и ние умираме. Се разбира, станува збор прво за духовна смрт, а духовната смрт е прекинувањето на врската или заедницата со Бога, Создателот, Творецот на се што постои и секако на човечкиот род. Па затоа се вели дека преку жената, преку Ева, преку прамајката наша, преку неа дојде гревот и смртта и мораше да се случи пак спасението преку жена, односно преку девојка, преку Пресвета Богородица, која што единствена од целиот род човечки не направила своји лични гревови, па ете, заради тоа се удостоила на благовец да и биде соопштена веста од архангелот Гаврил. Радуе се благодатна Богородице, зашто ти си меѓу жените благословена и ќе уродиш Синот Божи, кој сушност е спасителот на светот и така натаму. Значи, доаѓањето во свет на Синот Божи, кој превечно од Отецот се раѓа, ете заради нас и заради нашето спасение, благоволил Отецот, доброволно посакал Синот да се унижи себе си, да прими човечко тело, да се всели во утробата на Пресвета Богородица, да стане човек, да поживее со луѓето, доброволно да пострада, да ги научи во верата дека постои троичен Бог, Отец и Син и Дух Свети, и потоа доброволно страдајќи и да биде осуден во тоа време со најстрашната смрт на крст, ете, потоа на крстот всушност Христос бил распнат и умрел. Со смртта своја, смртта е уништил, па така денес ние Великден кога го прославуваме, всушност велиме дека најголемиот празник, најторжествениот празник, празникот на сите празници. Зошто? Затоа што од смрт не изведе Христос и не врати во заедница со Бога, со смртта ја уништи и ни дарува живот вечен. И токму затоа е овој празник, Великден, најголем празник, а имали поголема радост од тоа некој да умрел и повторно да оживее, некој да ја прекине врската со Создателот, со Бога, а повторно да биде во заедница со Бога. Затоа велам дека
како што вие и на почетокот спомнавте, нема воскресение без распнување. Затоа и Христос Спасителот во седмицата, именувана страсна или на страдањата Христови пред Великден, ни укажува токму на тоа откако на цветници Христос влегува торжествено во Ерусалим, кога го гледа од Маслиновата гора, како на дланка, прекрасно изграден, со прекрасни улици, со куќи, со сета убавина што може да се забележи на Ерусалим, и наместо да се радува, тој плаче. А зошто плаче? Затоа што го гледа каков ќе биде крајот на Ерусалим, имено дека Ерусалим ќе биде разурнат до темели, а тоа се случило за времето на царевите римски Веспазијан и Тит, кога бил до темели урнат не само Ерусалим и храмот Соломонов, и дека таму во непосредна близина на Ерусалим било изградено градче кое што всушност било како замена на Ерусалим. Во таа седмица на страдањата Христови е добро да се напомене зашто всушност се говори, да речеме, во понеделникот ние ги слушаме Евангелијата, меѓу кои ударно место има Евангелијето за смоквата која немала род. Христос огладнел и сакал да земе да јаде од плодот на смоквата, бидејќи се видело дека нема плод, и ја проколнал, и таа се исушила, а всушност е тоа символика на секоја душа човечка која не дава добар плод, односно добри дела, која што е неплодна за доброто, и затоа вели како што смоквата се суши, така и секоја душа човечка која не дава добар плод се суши. А во вторникот имаме исто така параболата за 10 девојки, 5 мудри, 5 луди девојки, а тоа се пак се говори за душите. 5 мудри девојки се всушност душите кои постојано размислуваат и мислат на Бога, и постојано се трудат да му угодат на Бога, додека тие 5 луди девојки, тие имале телесна девственост, затоа и се викаат девојки, но немале духовна девственост, тие повеќе копнееле по земните и материјалните богатства и уживања, макар што ја имале телесната духовност и така натаму, но на крајот доаѓа до заклучок дека наградата ја примиле 5 мудри девојки и се затворила одајата во која што биле со младоженецот. Овие кога дошле, откако се обиделе да купат од трговците масло за своите светилници, не ги примил младоженецот, им рекол дека не ги познава. И така следуваат понатаму, исто во великата среда Евангелието кое говори за жената грешница. И тука имаме два момента каде што од една страна жената грешница која се кае за своите гревови и до таа мера што сето богатство што го има, она најскапото миро го излева врз Христа Спасителот и врз неговите нозе и плаче и со солзи ги облева, полива неговите нози и ги целива и Господ ги проштева нејзе гревовите наспроти Јуда, неговиот апостол избран, така натаму, кој за 30 сребреници ќе го продаде Христос Спасителот и тоа со бакнеш, заедете после тоа да се случи она што се случило на тајната вечера на Велики четврток, кога Јуда, откако сите апостоли го исповедаат Христа и откако никој од нив не го предал, освен Јуда, ете, за последно Христос му се обраќа нему да се покае, но тој не сака да се покае.
ја напушта заедницата. Другите апостоли што се оди во храмот, ги фрла сребрениците, вели дека предал праведна крв, потоа отишол на една врба, направил бесилка и се обесил и така завршува неговиот живот, па така се прави таа споредба измеѓу жената грешница, која заради покајанието, одрекувајќи се од нејзиниот грешен живот, кој ја води во адот и пеколот потоа, еве станува и света жена, а од друга страна Јуда кој бил Христов апостол, кој постојано ги гледал и чудата Христови и се она што се случувало околу него, не останал доследен на верата во Бога, туку го предал својот Спасител, Христа, и завршил така со самоубиство, што е најтежок од сите гревови, бидејќи самоубиците немаат можност да се покајат, бидејќи покајанието важи се до смртта наша телесна, а после смртта човекот не е во состојба ништо сам за себе да направи, за подобрување на неговата состојба, бидејќи е разделен. Не е повеќе човек, одделена е душата од телото, а за него може само црквата да се моли за некаква подобра состојба во едната или во другата страна во која што тој ќе се најде и така натаму и така натаму. И тука веќе ги имаме на Велики четврток страдањата Христови, тука се 12 свети евангелија во кои се говори за сите страдања што Христос ги поднесол заради нас и заради нашето спасение. Таму се случува изнесувањето за време на петото евангелие, на крстот, кога се пее исто една потресна песна, како денес на крстот виси оној што го создал небото што го облекол со облаци и така натаму, и на крајот таму меѓу другото вели ти се поклонуваме Христе на твојот крст и го очекуваме славното твое воскресение. Еве тој момент говори за тоа дека без распнувањето, без Христовото на крст издишување и предавање на неговата душа на Отецот, како што вели, прими го, Отче, мојот дух, не можело да дојде до воскресението на мртвите, па ете, после страдањето следува секако полагањето на Христа во гробот. Интересно е дека учениците кои биле мажи, силни и се борели така натаму, но за време на Христовите страдања, тие веќе го напуштаат, како што и самиот Христос вели, ќе го удрам пастирот и овците ќе се разбегаат. Додека жените мироносици, кои се послабиот пол од преголемата љубов кон Христа, нашиот Бог и Спасител, тие не го напуштиле и биле присутни на Голгота, под крстот, и единствено од апостолите бил само Јован, ученикот што го љубел, на кој што Христос му вели: евеа, твојата мајка, му ја предава всушност Пресвета Богородица, неговата мајка не му начување, а нејзи вели: еве ти син. Така што од тогаш Пресвета Богородица станува не само мајка на Свети Јован Богослов, туку станува мајка и на целиот род човечки, а преку Јована и ние стануваме нејзини чеда, бидејќи Пресвета Богородица се моли за целиот род човечки. И е многу интересен оној настан за време на престојањето на Христа Спасителот во гробот до воскресението негово. Тоа е во нашата црква во Страстната седмица, последниот ден, тоа е саботата, Велика сабота именувана, кога Христос со својата душа и со крстот слегува во адот. Адот е состојба на душите, зашто сите души и на праведниците, за жал, биле во адот под власта на сатаната. Зошто? Бидејќи никој не можел да ги спаси луѓето од гревот и смртта, затоа што сите луѓе биле грешни. Ни ангел од небесата не можел да ги спаси, освен оној што ги создал. А создадени се од Бога, преку Христа, нашиот Бог и Спасител,
според неговиот образ или лик и подобие сме ние создадени. И затоа Бог посакал да стане човек, да се очовечи, да се понижи себе си од совршен Бог, кој што превечно се раѓа од Отецот како совршен Син Божи, еве да осиромаши, да прими тело човечко, да излезе од прегратките на Отецот, да се всели во утробата на Пресвета Богородица, оној кој не може целите простори во светот, целата вселена да го опфати, ете се всели во утробата на Пресвета Богородица заради нас и заради нашето спасение, па ете на тој начин станувајќи човек, страдајќи доброволно заради нас и умирајќи заради нас, на крстот всушност тој ги зема гревовите на целиот род човечки. Условно речено, тој не спасил нас сите, а ние треба само за жртвата што ја направил, најголемата жртва за која се говори во Стариот Завет преку принесувањето на сите жртви, тоа е, тие укажуваат на жртвата на сите жртви, садањето на Христа Спасителот. И на тој начин Христос, кога веќе умира заради нас, на крстот го искупува човечкиот тој или го откупува со својата смрт и сега пак во адот кога се наоѓа со крстот и со душата ги избавил праведниците и оние што поверувале во него, зашто никој од старозаветните кој не поверувал во Месијата, во Христа Спасителот, не можел да се спаси. А оние што останале упорни во своето неверување во Месијата и оние што веќе макар и христијани да се и православни, што не веруваат во воскресението на мртвите, тие не можат да се спасат. И зошто не можат? Затоа што тие не веруваат дека тоа постои. А ако некој не верува во нешто што постои, тој не може и да очекува дека ќе биде жител на тоа општество, да го наречеме граѓанин небесен или граѓанин земен на земјата и така натаму. Во таа смисла сакам да нагласам дека од тогаш човечкиот род веќе е ослободен од стегите или власта на сатаната. И натаму сите наши одлуки што ги донесуваме и секој дете од 7-та година, зашто според учењето на православната црква до 7-та година децата не се одговорни за своите поставки, туку нивните родители или старателите, а од 7-та година натаму, бидејќи правиме за нив и опелу кога ќе умрат деца над 7 годишна возраст, како за возрастен, тие се одговорни за своите постапки. И така, власт веќе сатаната нема над човекот и се што ќе се случи со човекот без оглед на притисоците што се вршат врз него, влијанијата и така натаму, одлуката конечно е донесува, тој можете човек да го заробите во затвор, да го држите до крајот на животот, ама тој да биде слободен ако тој верува во Бога и тоа е само принудно држење во затвор и имање надворешна недавање слобода, додека вистинската слобода се состои во тоа да не се робува на страстите, на уживањата, на телесните удобства што ги имаме и така натаму и така натаму. Значи тука е големината и силата на слободата што има човек. Оној што ги победил страстите, тој е слободен човек, а оној што робува на страстите, тој е роб до крајот. И ете, токму Христос, откако бил 3 дена во гробот, како што ветил, иако гробот бил запечатен, нормално, кога жените доаѓале за да видат што се случува на гробот, за да ги помажат, да го помажат неговото тело, ете, виделе дека гробот е празен, Христос им се јавил на жените мироносици, а според преданието и на Мајката Божја, Пресвета Богородица, и тогаш им соопштил да него бараат тука, дека ќе им се јави на неговите ученици во Галилеја и така Христос по воскресението,
кое е докажано и тоа од непријателите, дури оној капетанот што бил или стотникот, кога биле делени лиштата негови, станали тој светител и рекол дека кога видел како при воскресението на Христа целата природа веќе реагирала на тоа и рекол овој навистина е Син Божи. Па ете, со воскресението на Христа, понатаму и со неговото јавување, рековме прво на Мајката Божја, на жените мироносици, на апостолите, на свети апостол Петар, Јован и така натаму, на другите апостоли, на кога биле во зборницата заедно со затворените врати, на Томина недела по Великден првата недела, кога Тома сакал да го види Христа, бидејќи се наоѓал во Индија, таму го проповедал Евангелието, па додека бил на облаците од ангелите донесен тука, и кога Христос влегол низ затворени врати, тогаш му рекол Тома, дојди и види, стави го прстот во раните од клинците и раката во ребрата мој, не биди повеќе неверен, туку верен. Тогаш свети апостол Тома се уверил, бидејќи биле присутни трите докази за реално постоење на настан, како што бил овој настан, јавувањето на Христа на апостолите и на Тома, го слушал Христа како говори и го повикува да дојде да се увери, потоа го видел со своите очи Христа и секако го допрел со своите раце и во раните од клинците и раката е ставил во неговите ребра и извикал Христос, мој Бог. И секако потоа следуваат другите јавувања, покрај овие 11 јавување со апостолите, јавувањата на жените мироносици, затоа и втората недела по 50-ница е посветена на жените мироносици, па имаме понатаму исто така неделите што следуваат, недела на расслабениот, недела на Самарјанката, што е и тоа еден голем настан во кој се говори за живата вода како Христос практично на жената Самарјанка и побарал вода, а самарјаните не биле во добри односи со евреите и таа затоа му рекла како ти бидејќи јудеин, евреин, бараш вода од жена Самарјанка, а они вели ти кога би знаела кој сум јас и дека можам да ти дадам жива вода која тече во живот вечен, тогаш таа разбрала како и кажал како е нејзиниот живот и дека таа имала 5 мина мажи пред тоа, а и оној сега што дека не е вистински маж, отишла, ставила стомната, им кажала на самарјаните дека го видела Месијата, оној што треба да дојде и нормално, ете, тие го повикале и 2 дена останал во Самарија. Значи, тоа говори за живата вода, тоа е благодата Божја и понатаму имаме исто неделата на слепиот, неделата на светите оци, за да стигнеме до 50-ница, а 50-ница е всушност празникот на слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, а тоа е всушност, со тоа се заокружуваат сите овие денови воскресенски, односно на Христовото воскресение, бидејќи Христос пред да умре на крст, им рекол на своите ученици и апостоли, им рекол да не тагуваат по него, зашто тој ќе биде до крајот на светот со нив, се разбира најповеќе преку светата тајна Евхаристија, приносот, причесната на Велики четврток, кога покажал на благословениот леп и рекол ова е моето тело, кое се прекршува за прошка на гревовите, покажал на виното во чашата и рекол ова е мојата крв на новиот завет, која за вас и за мнозина се пролева за прошка на гревовите и ова правете го за мој спомен, па на тој начин им кажал на своите ученици и апостоли дека тој ќе биде до крајот на светот со нив, но овој пат преку видот на леп и вино, преку вистинското духовно тело негово и вистинската крв духовна негова
односно преку причесната. И така, треба да знаеме дека Христос, Спасителот, до крајот на светот останал со апостолите, а всушност причесната или она што велиме приносот што го даваме на Бога, кога на литургијата велиме Твоја од Твоих, значи од Твоите дарови што си ни ги дал Боже, а тоа е лебот кој е основната намирница за обстој на животот на луѓето, за храната и виното како пиелок, од Твоите дарови, ти што се ни ги дал, лебот и виното, ние ти ги принесуваме, еве, тој е тој принос, само што е осветено Светиот Дух и на тој начин, практично, преку телото и крвта сме со Христа Спасителот до крајот на светот и векот. И очигледно, изобилното слегување на благодата Божја е на Светиот Дух, кога Господ Исус Христос, како што кажавме, им рекол на своите апостоли, немојте да го напуштате Ерусалим, бидејќи треба да почекате да сила од озгора да слезе, а тоа е слегувањето на Светиот Дух, и тие се исполниле со Светиот Дух. Ете, тие апостоли што побегнале кога биле страдањата Христови, сега се собрани и веќе се одлучни да ги положат животите своји и всушност 7 од нив на крст биле распнати, останатите убиени по друг начин, со сечење на главите, како што бил случајот со свети апостол Павле и така натаму, а единствен свети Јован се мисли дека од природна смрт умрел и така натаму. Па ете, со тоа да кажеме дека Воскресението Христово, најголемиот празник, празникот на празниците, не го доживуваме како нешто што се случило, па сега треба само да си спомнеме дека било страдањата Христови, а исто така и Христовото воскресение ние мора да ги доживееме и со Христа не само да сочувствуваме, туку да сострадуваме. Состраданието е кога некој гледа дека страда и вие влегувате во неговата страдална положба и вие страдате поднеднакво со него. А тоа се чувствува ако постои такво сострадање. И исто така, кога ќе дојде пак и радоста после страдањата, радоста од воскресението, животот вечен, тогаш исто така тоа ние го доживуваме и гледате дека мачениците за верата Христова оделе во смрт со радост, со страдање, со пеење на псалми, на песни црковни. Знаете тоа како го доживувале. Тие веќе го почувствувале предвкусот на Царството Небесно, на животот од оној свет, од оној век. Затоа уште тука, на земјата, па ние преку причесната, оние што имаат силна вера во Бога, го доживуваме практично страдањето Христово и исто така радоста од воскресението Христово. Па така ние овие песни за кои зборуваме, за Христовото воскресение, радоста со тоа што Христос воскреснал од мртвите и ни кажал дека и ние ќе воскреснеме, затоа што во саботата пред влегувањето во Ерусалим, пред светници го воскреснал Лазара од мртвите, неговиот пријател. И тоа воскресение ни укажува на општото воскресение на сите луѓе, на целото човештво, кога Христос повторно ќе дојде. Значи, Христос доаѓа прво како човек, се вочовечува, прима тело од Пресвета Богородица, но постои уште едно негово доаѓање, а тоа е кога ќе дојде да им суди на живите и мртвите, кој ќе биде општото воскресение, кога сите ќе воскреснат од мртвите и ќе имаме тела исти како што го имал Христос своето тело по воскресението, за кое не важи повеќе законот на непробојноста, бидејќи ни затворени врати влегол. Тие тела се продуховени како неговото тело, нема потреба од храна,
од вакви како тука што имаме потреби во овој живот, зашто тоа се покажало со оние што биле воскреснати за да го продолжа животот на земјата, како што бил случајот со Лазара и другите што биле воскреснати, но телото Христово по воскресението е продуховено тело. И нашите тела ќе бидат такви, само е разликата во тоа што каде ќе се наоѓаме. Дали во заедницата со Бога, Троичниот Отецот и Синот и Светиот Дух, со Мајката Божја, ангелите и свидетелите, или не дај Боже, ќе биде од другата страна, кај што е сатаната со неговите ангели, односно демоните. Ке имаме уште теми за разговор, ке зборуваме за тоа како треба да се однесуваат верниците пред и по, нели, најголемата и најубавата вест. Со нас е владиката Петар, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Прв ден, Великден, се враќаме во студио, мој гостин е владиката Петар. Владико, зборувавме за тоа што значи Воскресението Христово, едно половина час, мислам дека до детали им кажавте на граѓаните што и како се било според Библијата, но еве верниците, вистинските верници, како треба да се однесуваат пред и по ова најубавата и најголемата вест која што се случува од сабота кон недела. Еве денеска е прв ден Великден, што треба да прават во следниот период, како да се однесуваат, но и пред неговото воскресение верниците токму, вистинскиот верник. Значи, верниците православни не можат да го почувствуваат Великден со цела своја радост и живост и енергија што треба да имаат, ако за тоа не се подготвиле. Тоа е исто како кога ни доаѓа некој значаен, скапоцен гостин, па ние не сме се подготвиле да го пречекаме како што треба, домот не сме го исчистиле, не сме го уредиле, не сме подготвиле соодветна храна за да го угостиме како што треба и така натаму. Така е исто и со најголемиот празник Христовото воскресение. Ние за да го доживееме Великден со најголема радост, треба токму да се потрудиме целиот оној подготвителен период за постот, почнувајќи уште оние седмици пред Великденскиот пост, како што е седмицата на Захеј, кој од грешник голем се ослободил од гревот, од зависноста од богатството, од она што го крадел, што го денеска нарекуваме мито и корупција, што им земал нечесно на луѓето при земањето на даноците, па ги имаме понатаму неделите кои подготвителни што говорат за тоа дека треба да се подготвиме, се наведуваат исто така неделата на блудниот син, како луѓето кои го напуштаат татковиот дом, а всушност оние кои што го напуштаат животот во нашата православна вера и црква, не живеат согласно со Божите заповеди, а Христос рекол, мене ме љубат оние кои ги исполнуваат моите заповеди, и сега враќањето во татковиот дом всушност е повторно враќање во живот во црквата, значи животот именуван литургиски живот. Под литургиски живот се подразбира живот на кој ние постојано се подготвуваме. Тоа значи постојано мислиме на Бога, постојано копнееме по Бога, постојано ние го усогласуваме нашиот живот со Божите заповеди и старозаветни и новозаветни. Секако постиме не само телесно, туку и духовно, така и пеме во една црковна песна, да постиме браќа духовно и телесно, а тоа значи да не зборуваме многу, да не лажеме, да не крадеме, да не осудуваме, да не живееме недостоен живот, нечесен и така натаму и така натаму. Па тука, како подготвителна ни се појавува и седмицата
која или неделата која ја викаме месопусна, кога престануваме да јадеме веќе месо и се чита Евангелието на страшниот суд, што ни поттикнува на размисла дека мора да има за нашиот живот, ако честно живееме, награда, или ако нечестно живееме, казна соодветна, и затоа црквата ни го покажува тој момент да разбереме дека има крај на животот, на земјата, а постоја ќе следува поделба на оние што ги исполниле Божите заповеди. Одете во моето царство, што сум ви го приготвил уште од пред простанокот на светот, а на другите одете, вие биете проклети, одете во местото каде што ќе има плачење, чкртање со заби и така натаму. И се разбира тука следува и седмицата именувана проштална или на прошка, кога ние практично едни со други си простуваме, па следуваат после седмиците во текот на Велигденскиот пост, и треба тука посебно да обрнеме внимание дека ние треба да имаме разбирање за некои кои не можат да го издржат телесниот пост, а црквата тоа добро го размислила и им се дава ублажување на постот за оние што се тешко болни, за жени бремени и така натаму, но од месо не може никако да биде разрешен некој во постот, особено во Велигденскиот пост. И тука, во тие седмици, секако ние треба да знаеме дека првата недела е кога го прославуваме Бога, тоа е победа над сите грешни учења или еретички учења во црквата, почнувајќи од она учењето на Арие дека Христос не бил син Божи, туку бил создание Божјо, па неделата која што е посветена на свети Григори Палама, во која всушност се говори за молитвата, и тој убаво го објаснил и најпрактично го покажал учењето на црквата за Исусовата молитва со тие 5 збора за кои вели свети апостол Павле, повеќе сакам да кажам 5 збора во домот Божи, од кои ќе имаат полза и браќата мои, отколку да кажам 1000 зборови на непознат јазик, бидејќи тогаш мојот ум се моли, браќата немаат од тоа полза. На средината од постот црквата ни го изнесува крстот Христов, преку кого всушност доаѓа и спасението на човечкиот род, и ни дава ветување дека преку силата на крстот ние можеме да се избориме со искушенијата. Па ете, и Христос бил изложен на искушенија. Христос ни покажал пример, 40 дена постел и огладнел, но ги победил сите тие искушенија. Се разбира со тоа што тој 40 дена не јадел и не пиел ништо, а нам ни е дадено да јадеме и да пиеме, но треба затоа да имаме мерка, воздржување и така натаму. И после следува неделата на свети Јован и лествичник, кој ни кажува преку неговото дело лествицата како ние, како што по скалите се качуваме постепено, така и духовно треба да се усовршуваме, да стигнеме до совршенството кон кое копнееме, а тоа е нашето обожување, очистување прво на срцето од грешните мисли, помисли, желби, покоти, страсти, грешните дела, просветлување на умот, да не дозволуваме во него да влегуваат грешни мисли, кои потоа со слики стануваат помисли и си создаваме ние фантазии и така натаму, за да стигнеме во третиот степен на совршенството, тоа е обожувањето, а тој степен го постигнале светителите, и секој од нас е повикан да стане светител, зашто Господ вели: бидете свети како што сум јас свет, бидете совршени како што сум јас совршен. Значи, на сите христијани, особено на православните, им се укажува дека начинот на спасението доаѓа преку копнежот за светоста, за кон која не повика самиот Бог. И се разбира, рековме, тука е пример на најголемо покаяние ни е Марија Египетска, жената која како девојка била блудница, ама се откажала од тој живот блуден,
47 години во пост и молитва Јорданската пустина поминала и нејзиното тело било како еден костур, врз коските кожа обложена, но таа покажала вистински пример дека постои можност од најголем грешник да се стане и свидетел, пример за покаяние. Ние велиме дека во Светото писмо се вели, ако ние видиме дека некој грешник се кае, за еден покаен грешник, вика, многу ангели се радуваат и веселат на небесата. А Христос пак за сите нас, практично за сиот греовен свет, се распнал на крст и сега ние очевидно треба да се радуваме за тој голем настан. Спомнавме и за влегувањето на Христа во Ерусалим и така натаму. И сега сето тоа ние треба да го доживееме. Значи, во Страстната седмица ние имаме можност од почетокот до крајот сите евангелија да се бидат прочитани во храмот за оние кои се присутни таму. Тука се во постот уште и оние литургиите именувани литургија на порано светени дарови. Тоа е всушност на литургијата на која Василевите литургии претежно кога се осветуваат даровите, но ние постиме не само телесно и духовно, и литургиски постиме и не ни е дозволено да има литургија во деновите на Великиденскиот пост, освен во саботите и неделите, ама ова литургија што ја именуваме литургија на порано осветените дарови е всушност вечерна богослужба на која црквата дава можност да се причестат верните, иако нема литургија на која се осветуваат даровите, само од љубов кон верните кои сакаат целосно да му се посветат на Бога и во постот и да не бидат одвоени од заедницата со Христа нашиот Бог и Спасител преку неговото свето тело и неговата света крв. И се разбира дека ако така ние ги поминеме постите и се подготвуваме, не може да не ја почувствуваме и да не ја доживееме реално радоста на најголемиот празник Христовото воскресение. Знаете, толку е силна таа радост што читаме во житијата на светите, кога некои во манастирите оделе од свештенослужителите да ги покадат коските или моштите на тие луѓе кои живееле таму, па ќе викнеле Христос воскресна, глас од таму на тие починати луѓе како ехо доаѓал, навистина воскресна. Значи, тука веќе, веруете, цела природа го доживува Христовото воскресение, се разбира онолку колку е таа подготвена за тоа. А радоста е навистина голема. Сега само да се потсетам на еден случај, кога во Призрен како ученици бевме за Великден и кога таму пееше хорот песната црквена Христос воскресе из мертви и смртниот смрт поправ, влезе од некаде влегло едно славејче, верували ли не, се надпеваше со хористите. Сакаше да биде посилно од нив со своето пеење. И тоа ни остана како спомен од тој настан, како и птиците, и животните, и се радува на Великден, доколку тоа има удел во она и ја разбира големината и силата на тој голем празник Христовото воскресение. И така треба ние и по Великден всушност да продолжиме да го празнуваме. Великден всушност ние во светлата седмица, а тоа е од Великден до томина недела, како еден ден го доживуваме, бидејќи целата богослужба е иста како првиот ден на Великден. И треба секој ден во тие денови да се причестуваме, без оглед што јадеме и мрсна храна, бидејќи е дозволена. Кога има радост, мора да има мрсна храна. Поголема радост од тоа да се гарантира дека ќе воскреснеме, ние живот вечен ќе имаме. И дека Христос воскреснал и со тоа ни покажал дека ние исто така ќе го следиме Христа. Дека Христос исто така се вознесол на небесата, седнал одесно на Бога Отецот и со тоа ја прославил нашата човечка природа.
И тоа е големата радост, преку кое што нас не уверил Христос дека не само што ќе воскреснеме, и не само што ќе се вознесеме и ќе седнеме одесно на Бога Отецот, односно на Христа, нашиот Бог и Спасител, туку исто така дека ќе бидеме жители на тој живот, во Царството Небесно. Што значи всушност новите по воскресението Христово? Тоа значи постојана радост, постојано живот. Затоа и велиме дека антипаска, неделата по Великден, е всушност втората паска. Тоа е 8-миот ден. А 8-миот ден е незалезниот ден. Тоа е Царството Небесно. Тоа е влегување во вечноста. Значи, радоста на Христовото воскресение, што оние се подготвиле да го дочекаат Великден онака како што доликува на православните христијани, не може да исчезне. И тогаш престануваме да тагуваме по покојните во таа седмица, светлата седмица, се пее и за покојните опело кое е проткаено со песни воскресенски, значи радосни воскресенски песни со укажување на тоа дека нашиот покоен умре, ама умре за воскресение во живот вечен. Значи ова умирање е времено за спивање до Христовото доаѓање на крајот на светот, за тогаш да им суди на живите и мртвите, кога сите тела, без оглед во каква состојба се нашле, ќе воскреснат, душите ќе се вратат во телата човечки, на сите ќе им се даде според делата нивни, едните во Царството Небесно, во Новиот Ерусалим, и вечната литургија, што би рекле, со литургискиот речник, а другите ќе бидат во вечната геена или вечниот оган, односно вечното страдање. А тоа често пати ние можеме и тука да го доживееме, кога заради некои наши тешки гревови што ќе ги направиме, велиме дека душата ни е во пеколот или во адот. Тоа значи немир без оглед, телото што е толку здраво и цврсто јако, одма се одразува заради гревната состојба и болката и страдањето и на телото како последица на страдањето на душата. Ви благодарам што бевте мој гост. Благодарам и јас што бев поканет да бидам гостин на вашата и нашата телевизија. Ви благодарам и беше чест. Да. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.